Денес сме во посета на општина Маврово и Ростуше. Тука сме денес во Леуново да поразговараме со локалното население во однос на најактуелните случувања. Мислам дека го имаме најдоброто решение за општина Маврово и Ростуше. Имаме одлична советничка листа која што ќе ги штити интересите на жителите на Маврово и Ростуше во рамки на Советот и исто така имаме одличен кандидат и иден градоначалник на Маврово и Ростуше. Доктор Џафери е вистинското решение за Маврово и Ростуше затоа што ги знае луѓето тука, соработува со нив, комуницира со нив и ги знае нивните маки и проблеми. На дневна основа е со нив и најдобро ќе се грижи за жителите на Маврово и на Ростуше. Всушност, тоа е и мојата основна намера зошто сум денес овде токму во Леуново. А тоа е приоритет и предност да добијат жителите на населените места околу Мавровското езеро, како и на целата општина. Апсолутно треба да се развива Мавровското езеро и да се грижиме сите за него, но приоритет во развојот на туризмот мора да имаат жителите кои што постојано живеат тука на Мавровското езеро. Секако се добредојдени и туристите и сите оние кои што тука доаѓаат и имаат своји викендици, но приоритет се жителите кои што живеат тука. Затоа што се тие приоритет, недозволиво е село Леуново да има проблем со вода за пиење и недозволиво е да имаат проблем со пречистителна станица. Тоа се проблеми кои што мора да се решаваат и кои што новиот градоначалник предложен од ВМРО-ДПМН ќе ги решава. Исто така, позади мене, можете да забележите еден обид од страна на актуелниот градоначалник за изигрување на законите и за манипулација со законите. Затоа што 4 години ништо не направи, освен што работеше за своите лични интереси. 4 години работа за лични интереси и 4 години уништување на општината Маврово и Ростуше. 4 камења нема ставено во 4 години, но затоа има направено многу комбинации кои што се во негов личен финансиски интерес. Позади мене гледате објекти за кои што има спорна документација и за кои што не е сосем јасно дали има соодветно издадени одобренија за градба, а според кажувањата на дел од надлежните, за дел од нив и воопшто нема одобренија за градба. Понатака, жителите на Леуново реагираат дека на тој начин ќе немаат можност да имаат и она малку што го имаат сега како вода за пиење, затоа што целокупната вода за пиење се насочува кон комплексот Радика кој што е позади мене, па сакам јавно да прашам дали личните и бизнис интереси на водството на СДСМ и на луѓето кои што во општината овдека сега раководат од СДСМ се над интересите на жителите кои што живеат во Леуново. Ние на тоа ќе ставиме крај. Мавровското езеро ќе се развива, но ќе се развива според план и ќе се развива во приоритет на жителите кои што живеат тука. Силно ќе се бориме против дивоградбите како што се бориме низ целата држава и не смееме да дозволиме во рамки на национални паркови да има дивоградби. Благодарам, поведете ако има прашања. Благодарам.